Ова не е обичен фитнес. Ова е Hyrox. Hyrox е надпреварување кое содржи два спротивни квалитети: кондиција и сила. Се работи за трка која што содржи 50% трчање или повеќе од 8 километри. Во склоп на тоа имаме 8 вежби кои што бараат сила, плеометрија и издржливост. Кога сме кај вежбите, имаме 8 вежби: скиерк, слеп пуш, слеп пул, burpee broad jump, rower, farmer carries, sandbag lunges и wall balls. Имаме 150 дена да се спремиме за ова надпреварување. Одиме 12 надпреварувачи, некои се надпреваруваат сингл, некои се надпреваруваат doubles. А сега на брзинка да ги представиме нашите надпреварувачи и да им поставиме неколку прашања. Јас сум Виктор, само така да кажам. Кои сте вие? Јас сум Сања. Анатоли. Магдалена. Надица. Мивона. Мартин. Гордан. Виктор. Андрей. Викса. Анастасија. Јас сум другарка. Што ви текна на Hyrox дидете? Ја исто да се прашам. После секој тренинг. Тоа ја ќе бидам крив дефи. Јас сум на терен. Не на терен, али... Па има еден дечко, вежба, тренер е доста спремен. Он не мотивираше и не натера се пријавиме. А мене ме пријави. Што мислите која е вашата најдобра страна? Десната. Јас имам многу јаки страни. Некоја која би извоила Нарцис партнер. Сум упорност, издржливост и борбена. Мислам дека немам некои јаки страни, валјда сум мид во се. Силата во нозет. Мислам дека и наетот ми е јака страна за тоа што и при вежбање, ама и при работа некој инат ме води за да завршам нешто. Дека издржливоста ми е боле. Може би исчекор или burpee broad jump. Стренг вежбите ќе ми бидат појака страна. Издржливост и трчање. А зашо баш вие двајца? Немаше кој да прави со нејзе. Стој таа. Затоа што Магде може би единствената личност која што познавам што вежба во теретанова, која што толку голем ентузијазам има спрема вежбањето и желбата да вежба повеќе и повеќе. Пошто сме најаки. Просто сме многу верни другарки. Така? Така. Да се пробаме братски. Пример, ова демпер сетингот што е. Може да го менјате ова колку сакате. Нема правила за тоа и нема врска, може и на кец да биде или на десетка. Околу форма како што кажав, да вршувам влечење, јас веќе треба да се исправам, да бидам спремен за следно. Па, значи како влечам уште надоле, тогаш веќе се исправувам. Исто така, не смееш да се тргнеш, мора да викнеш судија, за судијата да види дека си готов. Ама пример додека прави Надица, јас можам да викнам за тоа време да дојде судијата да се увери дека имаме километар. На роверот не смееш да почнеш со влечење пред да ги ставиш стапалата, да знаете тоа да не го направите убрзање, чук и после тоа го взимаш ова. Ако го земете пред тоа може да ви дадат пенал. Фармери која се упрашање, најбитното е да ги взимаш теговите, може да трчате ако сакате со нив. Нема никакви правила како се оди, што се оди со нив, само кога ќе завршите исто така мора да ги оставите на место, да не паднат, да не бидат на страна, може пенал да ви дадат за тоа. Со торбата, исчекорите, само мора да ви допре коленото на земја, пошто замараат многу за тоа, цело време следат таму, на секој неколку метри има човек и гледа да прати. И смена може било која, ама не смее да ви падне торбата на земја никогаш. И соло која си не смееш да ја спуштиш на земја. Затоа ви викам кога одмараме и тука со тегови, одмарајте тука да се навикнете. Сега за бурпи, кога застануваш секогаш почињаш со бурпи прво и мора да биде позади линијата, да знаете. Кога скокаш, исто не смееш да тргнеш од расчегор и кога ќе слеташ, не смееш знаете напред, може колку едно стапало прилика да ги ставиш дланките пред нозете. И wall себе, да се помина пошто е лесна, мора да се чучне до доле и не смееш многу рано да кога ќе падне топката, не смееш пример вака да ја фатиш. Мора по правило прво да ја фатиш и да се спуштиш. Сега добар тајминг ако се работи, може во исто време да биде тоа. И најбитно е нели гаѓањето, ќе гледаме да земеме такви за да гаѓаме точно, зашто малку дутнеш на тоа, не ти го рачуна, ти има на екранот таму ти стои колку се направени, колку не се. Во првата минута, од кога што ќе почнат Адица и Вона, имате burpee broad jump една дистанца и 6 дистанции kettlebell farmer carries. Значи во таа минута треба да ги направите 7 дистанции. Бурпис, една должина и 6 должини фармер. Да. У една минута. Да. Ова тестирано е, кој го има правено? Значи тоа се 7 должини. Да пробам 7 пати да отидам и да се вратам, нема минута ќе пројде. Ајде бе брат, ќе се пробаме. Ајде. Што е ова, мате? Многу лесно. А брато, вие чим носат одма тегови? Не се измориле? Не било тешко се.
оние стапува. Сега тренеров да ни организира една масажа таму. Овој само со некои фикси да најдеме место за искачање. Реално. Ја мислам дека може и да се отиде, например, у Монако. Ја мислам тоа дека може да се отиде. А ние имаме у 7 дена, имам едно соло, па имаме дабл со Анатолий, па имаме дабл со... Брат, ја не знам 7 дена. И ако нема авион за назад, у недела ќе правиме вакво четвртка, да знаеш. Пепе, знаеш што вика Анатолий? Се мислам, вика, да ја викнам Сања у Барселона да правиме штафета таму. Значи, што е добро? Што е добро? Кога сме кај категориите на Hyrox, имаме различни категории на кои што можеме да се пријавиме. Ќе започнеме со првата или основната, која што е Open. Ова е категорија каде што имаме полесни килажи и е препорачлива за некој што првпат пробува да вежба Hyrox, нема некое многу големо искуство и сака едноставно да отиде и да проба. Освен Open, имаме и Pro. Вежбите ни се повторно исти, но имаме повеќе килажа, но ние тежинските вежби што ги правиме, а дистанците за сите се исти. Е сега доколку не сакаш да работиш сам или да работиш сингл, истото го има и формат на двајца, doubles, каде што може да бидат или две машки, или две женски, или да бидат машко и женско. Исто и во овие двојки имаме Open и Pro. Уште еден интересен формат е штафета или рилеј. Таму се натпреваруваат четворица. И таму имаме само машки, само женски и мешана или двајца машки, двајца женски. Кога сме кај штафетата, таму изработуваш една вежба, едно трчање, па се менуваш со некој друг. Целината мора да биде изведена од човек две вежби и две трчања и така ќе биде еднакво на 8 вежби и 8 трчања. А поделбата може да биде или поред да ги направиш двете, или па да направиш една вежба и едно трчање, па да бидеш можеби последна или како ќе се договорите. Ајде видиме како сме 1 2 3 4 мажи, така? Супер. Тоа е доста добро. А след пуш и след пул по 3 дистанци треба. Значи след пуш 3 и след пул 3. Ти почнеш полно пуш. 4 deadlift, hang power clean, трастери и front squat. И на крај кога ќе завршиш со тие трчаш 10 души. Една серија и толку. Сега чекаш да се смениш на втората. Ако треба. Поминуваш сите и толку. Ама имаме ограничување на време, така? Одмараме и од почеток. И од почеток. Така колку серии? А време? Ќе работиме на време или не? Дека не ги завршиме страниците? Не, да бе. 2 15, 30, 40, 50, 60 и 20, 85. Една серија, така? Од што? Од тоа? 5 сали, една од Тоа дека... Everybody out in the world, stop messing around. Calling all you freaks and nerds, you're just missing what you want. Hey, what's the matter with the bright red lights? Hey, in the moment when the world went blind, but everything's alright. We don't give a damn this time. Ви давам уште 20 секунди, малце пауза и јаве нова серија со нови правила. Цела вежба не направивме. А, да, преска направи. Ајде уште една. Нема шанси. Много е тешко. Како не? Све се стига. Само трастерите и... Мене ми се најтешки бърби су, ама ги направив. И нас е најлесно. Нас најдесни се. Зошто баш се решивме да одиме во Франција, Лион, за да се надпреваруваме на Hyrox. Hyrox се одржува во многу држави и скоро секој викенд има надпреварување на едно или повеќе места. Ние, доагајќи од Македонија, би сакале да најдеме некое место каде што е поблиску, е во Европа и имаме директен лет да стигнеме полесно и да немаме толку високи трошоци. Критериумите по кои што се водевме за да најдеме место каде да го правиме тој Hyrox беше имаме барем 3 месеци спремање, да не биде многу далеку, да биде топол период за да можеме да се спремаме надвор со трчањето и да биде некое интересно место, блиску и да не биде премногу скапо. Ајде тие што не се поздравија да направат 10 бурпис. Кои се трошоците кои што ги имаме за Hyrox. Картата од прилика секаде изнесува 7,5 до 9.000 денари, некогаш варира од местото. Кога станува збор за doubles, од прилика е истото, само на 2 пати. А за рилеј е тамо се плаќа по 80 евра од човек. Доколку имате некој човек што доаѓа со вас, другар, девојка, дечко, тој треба да плати 10 евра за да биде spectator, за да може да гледа целиот настан за еден ден. Исто така има опција да купите
слики, уште пред време и поевтино е, некои $19 ако не се лажам. Тоа е околу самото надпреварување, нели? Сега имаме и плаќање за сместување и исто така авионските карти, имаме директни летови, така да тоа не би требало да биде исто така повеќе од 100 и нешто евра од човек. Битна е, нели, забавата на која што идеме, да има добра енергија, да има добра атмосфера и да бидеме заедно, да уживаме во тој процес и во тој надпревар. Не интересираше што мислат? Која вежба ќе биде најлесна или најтешка? Ровер најлесна ќе биде. Океј. Која ќе биде најлесна вежба? Ски. Скиерк најлесна? Да. Значи ски ќе биде најлесна да вежба за тебе на Хрватска? На крај ровер и скијање. Скиерк најлесна вежба. Може него мене. Волбол и ланџес. Ланџес најлесна? Да. Јаки нозе виксел. Пуша прва, па последна ски. Па ја мислам дека ровер е полесно од скијерка. Да, ровер најлесно. најлесно. А исто така и ги тестиравме со целосна симулација да видиме во пракса како ќе изгледа сето тоа. Абе, по тротоар ќе трчаме или по улица? Го стиснав. Што стисна, мори? Два, еден и почина. Да, капе. Да, врне. Гледаш, прогнозата лаже дури не кажа, јас. Ќе те убиам. Find me in the yellow pages. I don't need no Tinder, no. Purified soul, playing my rock and roll. И до некаде беа во право. Сите имаат некој искуство со вежбите, но не во тој склоп. Скијањето глобално можеби е најлесна вежба од причина што се изведува прва и се уште сме свежи, а посебно па кога се дели на двајца. I think this city is ready for a brand new age. I'll call the mayor and this is what I'll say. Но има три вежби што најмалку време одземаат според статистика. Тоа се след пуш, burpee broad jump и farmer carry. Сега кога ги испоредиме трите, дефинитивно вежба што најмалку го троши телото е farmer carries. Движиме со тегови кои не се исклучително тешки. Додека пак burpees е full body вежба со многу сегменти и со елемент плиометрија, а санката ја туркаме со прилично голема килажа што доведува до забрзано срце и прилично тешки нозе. 'Cause I'm an intergalactic man. Radioactive, yeah. Got me feeling. Сад 22. Без број. Давај да сега што правиме. Ќе да земам воздух, ќе даме интервју. Замисли 3 минути помалку од таа што очекувам. Ме мате. Денеска го мразам Виктор. Кога станува збор за изборот за најтешка вежба, можеме да кажеме дека повеќето погодија пак. Најмногу од гласовите беа за некоја од санките или пак за волбол. Сето тоа е точно до некаде, но мислам дека сите направивме една голема грешка, затоа што дефинитивно најтешкиот дел или најтешката вежба ќе ни биде трчањето. А за тоа ќе зборуваме малку повеќе последната епизода. Се надевам ви се допадна, лајкнете, сабскрајбнете и следете го нашиот процес.